Кога Русија ја нападна Украина, Олена Оношина поминала неколку месеци меѓу работата и крејењето во заслониште од бомби. Во октомври 2022 конечно одлучи да дојде во САД преку програмата Обединување за Украина, за да живее со нејзиниот син. Я, прилетев сюда, зашла в Google. Кога дојдов во САД, почнав да пребарувам на интернет помош за украинските бегалци. И веднаш ја најдов оваа организација. Ми помогнаа да најдам работа, ми помогнаа со сета документација. ЕЦДЦ, или Советот за развој на заедницата на Етиопија, е непрофитна организација со седиште во Вирџинија, чија мисија е да им помогне на бегалците кои доаѓаат во САД во потрега по нов живот. Сара Зуво, директорка на Центарот за африканска заедница во областите околу Вашингтон, вели дека бегалците од Украина и Авганистан се меѓу оние на кои моментално најмногу им е потребна помошта. Често луѓето што доаѓаат немаат семејство, немаат никого. Значи првиот контакт што го имаат сме ние. Нашата улога е да се погрижиме да имаат домување, децата да се запишат на училиште, медицинските потреби да се покриени. Организацијата ангажира бегалци за да им помогнат на другите бегалци. Оние кои се тука подолго, не само што наоѓаат работа, туку им помагаат на луѓето кои се во истата ситуација во кои тие биле пред неколку години. Нема ништо подобро од тоа да им го дадете чувството како да се дома. Удобно, да има некој што зборува на нивниот јазик, кој може да ги разбере, може да ги уверат дека минале низ иста ситуација и сега се згрижени. Свитлана Осауленко, родом од Киев, дојде да помага во ЕЦДЦ пред неколку месеци. Во Украина работела за граѓанска организација и се занимавала со образовни програми. Денес таа им помага на другите украински бегалци. Моја думка була знајте щось. Се надевав дека ќе можам да им помогнам на моите сограѓани украинци и кога дознав дека тоа ќе биде можно преку оваа организација, тоа беше извонредно. Од почетокот на владината програма Обединување за Украина во април, повеќе од 113.000 украинци пристигнале во САД, според одделот за домашна безбедност. Катерина Сороколит пристигнала во САД неодамна. І якщо ти приїжджаєш в Америку, Америка це геть різне. Америка е толку различна. Не знаете од каде да почнете. На Facebook читате дека секој има различни искуства и не знаете дали тоа ќе ви биде од корист или не. І ти не знаєш, чи досі буде правильний для тебе чи ні. Сороколит го напуштила Киев со две мали деца набргу по почетокот на војната. Најпрво живеела во Европа, потоа решила да се пресели во САД, каде што имала близок пријател. Во центарот таа најде нови пријатели и помош во почнувањето на новиот живот.